Господине Џафери, почитувана колешке Васовска, тоа што го рековте на крајот, ни треба закон за обединување. Единствено нешто што треба да го направиме, нешто кај што ќе не обедини сите и ако имало некој проблем да почнеме од тука да ги градиме и решаваме работите. Тоа го говориме сите и тоа го сакаме сите. Внимателно да слушав вчера, во однос на тоа, зборувавте за неуставноста на овој предлог закон, се согласувам, спротивен на Охридскиот договор. Немаме јавна дебата, иако зборуваме повеќе време, зборуваме за нејавна дебата, каде што не вие и јас би говореле, и колегите од Социјалдемократскиот сојуз, каде што тука би били истакнати, а има реакција од МАНУ, од Академијата за македонски јазик, Институт за македонски јазик, професори, академици, видни личности кои ја разбират оваа проблематика, кои можеби пружат рака на помирување и кои ние не ја гледаме преку нивните предлози. Меѓутоа, таа јавна дебата може ќе даде еден друг правец на движење на оваа цела работа. Меѓутоа, некој како да не го сака тоа. Реагираме и можеби е клучниот момент на бројката која спомнувавте, каде што се повикува владата и каде што всушност го прави најголемиот фалсификат и најголемата лага, како што велите вие. Значи, никаде Европската комисија не се произнела и не дала таков предлог, а ние тоа го решаваме и го работиме, и тука е едно од злопотребите на делот на Комисијата за европски прашања, меѓутоа знаеме дека деловничките секаде требаше да биде на Комисијата за политички систем. И тука не загрижува, бидејќи ова како пракса може понатаму да произведе уште многу такви закони кои ќе бидат на штета на граѓаните. Да не забораваме, ние сме тие кои ја добија поддршката на изборите. Ние мораме да предупредиме, мораме да се бориме во интерес на тие граѓани кои не дале поддршка, а другите да сватат дека изгубиле. Меѓутоа, коалицијата за власт не им дава право да одлучуват и да прават и да работат надвор од законот, бидејќи се гледа мислењето на јавноста, а и ден денес имаме реакции за целата работа. Вие предлагате да се врати предлогот назад, ве поддржувам во тој дел, и тоа се отвара едно сосем многу подголемо прашање, почитувана колешки. А тоа е дека еден пратеник од Социјалдемократскиот сојуз вели дека ова е максимално, дел од пратеничката група на БЕСА велат треба уште да се надградува. ДПА излегува со еден закон кој велат дека треба да се изедначат и јазиците и писмата. И тука гледам дека, значи, ние и со овој закон нема да ги решиме сите проблеми, туку отварам уште еден поголем јас. Во тој нам правец апелирам, нека се дадат сите предлози на еден предлог закон и да седнеме да разговараме по нив и да најдеме едно решение каде што ќе биде во интерес на сите граѓани. Благодарам јас.